Се разбудив из утрината, сватив дека толку величенствено чувство на блажен восхит и задоволство не сум почувствувал никогаш во животот. Чудно беше и тоа што по ноќта помината со жена секогаш се чувствува физички умор, а сега беше поинаку. Се појави чувство на некакво големо создавање. Задоволството не беше само физичко, туку некако непознато, никогаш порано доживеано, необично, прекрасно и радосно. Во мене пролета мисла дека само поради ова доживување вредело да се живее. И зошто никогаш порано дури ниту приближно не сум почувствувал ништо слично, иако во мојот живот постоја многу жени, и убави, и сакани, и искусни во љубовта. Анастасија беше девица, треперлива и нежна девојка. При тоа во неа имаше уште нешто што го немаше кај ниту една жена од сите што ги познавав. Само на човекот од сите суштества во Вселената му е дадено да се почувствува вака. Само на мажите и жените што искрено ќе посакаат да имаат заедничко дете. Само човекот што ќе почувствува нешто вакво пали звезда на небото. Само човекот што се стреми да создаде суштество или творештво. Ти благодарам! И вртејќи се исклучиво кон мене, брзо дојде. Само човекот што се стреми кон создавање и творење, а не кон обично задоволување на своите телесни потреби. Таа пак весело се насмеа, високо подскокнувајќи и стегната во шпага како да лета во маглата. Потоа дотрча и седна до мене кај влезот во земјанката, почнувајќи од оздола па нагоре да ја подига и да ја расчешлува со прстите својата златна коса. Значи ти не го сметаш сексот за нешто грешно? Прашав. Анастасија остана неподвижна, зачудено погледна и одговори. Зар тоа беше оној секс што во твојот свет се подразбира под тој збор? А доколку не е, што е тогаш погрешно да се дадеш за да се појави нов човек во светот или да се воздржиш и да не дадеш да се роди човек, вистински човек? Се замислив, но вистина ноќната близина со Анастасија е невозможно да се нарече со вообичаениот збор секс. Па тогаш што се случи таа ноќ? Кој збор би одговарал на тој настан? И пак прашав. Зошто порано ништо слично, па дури ни приближно ниту мене, а мислам ниту на другите не им се случило? Владимир, темните сили се стремат во човекот да развијат само ниски телесни страсти, за да не му дозволат да ги почувствува благодетите подарени од Бог. Тие на сите можни начини сугерираат дека задоволството може лесно да се добие, мислејќи само на телесното задоволство. Со самото тоа го одвлекуваат човекот од вистината. Кутрите излажани жени, не знаејќи го тоа, цел живот добиваат само страдања, цел живот го бараат загубеното блаженство, но не бараат каде што треба. Ниту една жена не може да го спречи мажот во блудот, доколку самата си дозволи да му се даде само поради задоволување на телесните потреби. Доколку се случи тоа, нивниот заеднички живот не може да биде среќен. Нивниот заеднички живот, илузија на заедништвото, лага, условно прифатена лага. Затоа и самата жена со тоа станува блудница, независно од тоа дали е мажена со тој човек или не. О, колку закони создало човештвото, конвенционалности, обидувајќи се да го утврди тој лажен сојуз, закони и духовни и светски. Се е залудно, тие само ги тераат луѓето да глумат, да се вклопуваат во нив и само да имитираат постоење на сојуз. Внатрешните мисли секогаш остануваат непроменети и не стануваат подчинети на никој и на ништо. Исус Христос го увидел тоа и тогаш тој, обидувајќи се да се спротивстави, рекол: тој што ја гледа жената со страст, веќе врши прељуба со неа во своето срце. Потоа вие во своето неодамнешно минато се обидувавте да го жигосате со срам оној што го напушта семејството. Ништо во никакви времења, во никакви ситуации не можело да ја запре човековата желба да го бара чувството на благодат, големото задоволство, упорно да го бара. Лажниот сојуз е страшен. Децата, разбираш ли, Владимир, децата, тие ја чувствуваат извештаченоста, лажноста на таквиот сојуз и децата се сомневаат во сето она што го зборуваат родителите. Децата подсвесно ја чувствуваат лагата уште во својот зачаток и ним им е лошо поради тоа.
Кажи кој и каков човек ќе сака да се појави на светот само како последица на телесни задоволства. Секој би сакал да е создаден во голем блесок на љубов, насочен токму кон создавањето, а не да дојде на светот само како последица од телесното задоволство. Стапувајќи во лажен сојуз, тие потоа ќе бараат вистинско задоволување криејќи се еден од друг. Ќе се стремат да завладеат со нови и нови тела и да ги искористат своите повредени и ограничени тела само интуитивно, увидувајќи дека вистинската благодат на вистинскиот сојуз заминува се подалеку од нив. Анастасија, почекај, веројатно мажот и жената не се остудени на пропаст доколку првиот пат просто им се случило секс. Веројатно има враќање, можност да се поправи ситуацијата. Јас сега знам што да правам, но каде да најдам такви зборови за да можам да се изразам? Постојано ги барам тие зборови, не сум ги нашла. Може би се тие насекаде сосема близу покрај нас и одеднаш ќе се појават, ќе се родат нови способни да ги допрат срцето и разумот зборови, нови зборови за древната вистина на преизворот. Немој премногу да се грижиш, Анастасија, засега кажи со тие зборови што ги мислиш, што друго е потребно за вистинско задоволство освен две тела? Свесност, заеднички стремеж кон создавање, искреност и чист стремеж. Од каде ти е познато сето тоа, Анастасија? Не ми е познато само мене, суштината се обидувала да ја разјаснат просветлените, Кришна, Рама, Шива, Христос, Мухамед, Буда. Што зборуваш? Ти си читала за нив? Каде? Кога? Не сум читала за нив, едноставно знам што зборувале тие, на што мислеле, што сакале. Значи, самиот секс е лош? Многу лош. Тој го одвлекува човекот од вистината, го уништува семејството, големо количество енергија оди во ништожност. Па зошто тогаш излегуваат толку различни списанија со разголени жени во еротски пози, филмови полни со еротика и секс? Сето тоа има огромна популарност, побарувачката ја раѓа понудата. Што сакаш да кажеш, дека нашето човештво е сосема глупаво? Човештвото не е глупаво, но механизмот на темните сили затемнувајќи ја духовноста предизвикува ниски телесни страсти. Тоа е многу силен механизам. Тој им носи многу јад и страдање на луѓето. Тој дејствува низ жените користејќи ја нивната убавина. Убавина која го побудува и имитира духот на поет, сликар, творец во човекот. Доколку нема доволно чистина, се раѓа обет за привлекување на мажите со убавината на телата, на дворешна убавина на празен сад. Со самото тоа ќе го изневери и неизбежно поради тоа неверство ќе страда целиот живот. Што се случува тогаш? Човештвото во текот на илјадниците години на своето постоење не успеало да се избори со силите на тој механизам на темните сили? Значи тој е посилен од човекот? Човештвото не успеало да се избори без оглед на апелите на духовно просветлените како што велиш ти? Значи дека е просто невозможно да се совлада, а може би не е потребно? Можно е и потребно е, задолжително потребно. Кој може да го направи тоа? Па жените, оние што ќе успеат да ја спознаат вистината и својата улога, тогаш и мажите ќе се променат. Не, Анастасија, тешко би се постигнало тоа. Нормалниот маж секогаш ќе се возбудува од убави женски нозе, гради, особено кога поради работа или одмор ќе се најде далеко од својата сакана. Така е организирано се и никој не може да го смени тоа, ниту ќе направи поинаку. Но јас го направив тоа со тебе. Што си направила? Сега ти нема да можеш повеќе да уживаш во тој погубен секс. Страшна мисла ме удри како чекан и почна да го истерува прекрасното чувство што се роди таа ноќ. Што си направила, Анастасија? Што? Јас сега што сум сега, импотентен? Напротив, сега стана вистински маж, само што од сега обичниот секс ке ти биде одвратен. Тој нема да ти го донесе она што го доживеа, а тоа што го доживеа ќе можеш да го доживееш пак само кога ќе сакаш да имаш дете, но кога и жената ќе го сака тоа од тебе, кога ќе те сака. Да ме сака во вакви услови за цел живот само неколку пати, а може да се случи
Тоа е доволно за да бидеш среќен целиот живот. Ти уверувам, Владимир, ќе разбереш, ќе почувствуваш подоцна. Луѓето многу пати влегуваат во телесна врска, но не знаат што е вистинско задоволство. Користејќи ја својата телесност, никој не може да го почувствува вистинскиот однос. Мажот и жената кога ќе се соединат во сите нивоа на постоењето со светел стремеж кон создавањето, доживуваат големо задоволство. Само на човекот Творецот му дал да спознае такво нешто. Тоа не е минливо задоволство и не може да се спореди со телесното. Тоа чувство останува долго време на сите нивоа на постоењето и ќе ве направи среќни и тебе и жената. Жената ќе ја направи способна да роди суштество што ќе биде лика и прилика на Творецот.